Имаше една песна од Сарс за ракија? Имаше? Да, и дури имаше и нашата Љубојна, ако не се лажам, ништо со ракија. Има сега, да, има. Добрилан. Ајде, да го бушнеме. Една преградка вака да ви направиме. Ова се случува вака да Фала ви знаете. вам од срце. Да, мислам дека феноменални маечки сме добиле. Феноменални. Не, Марко не знаеше каков избор му направи Добрила. И кога ме познава личност така од мали нозе и направила соодветен избор. Мислам дека сме го погодиле моментот. Ајде, hipster or Macedonian Revolutionary. Ете, така бидејќи Марко е момче со Hipster брада. don't lie. Да, и имаме Добрила Грашевска, која што денеска со која што ќе се обидеме малку повеќе да го доближиме фингерпринт, инаку прекрасни се пакувањата. Да, инаку на твоето пишува за Марко, на моето за Цеце. А јас се извинувам. Да, твоето е таму, веќе од брзање го заборавивме, меѓутоа ако бевте, јас споминав и утринава на последната модна недела која што се случуваше во Скопје, таму беше, ако не се лажам, официјалната промоција на модната колекција Macedonian Beauty. Меѓутоа еве денеска за сите овие работи кои што некако во фокусот го имаат она македонското, ќе зборуваме со Добрила. Добре ни дојде. Пред се и прекрасна ви е вашата креација. Тоа е, да, македонско девече китка шарена. Китка шарена. Некако по вашиот сензибилитет, познавајќи и како музичар, така некако ви соодветствува со духот и карактерот. Од сите дизајни кои ги имаме, јас веднаш, мислам, не требаше ни да се прашувам кој дизајн најмногу мене би ми одговарал, така што беше извесен мојот избор. Прво ви благодарам што не поканивте и јас зборувам од името на цела екипа, на екипата на Fingerprint, и супер е кога човек носи подароци в студио и затоа што после добива гушкања. Да. Јас верувам дека вие аплаузот и преградките ги добивте и секако на последниот моден викенд, меѓутоа Цеца вчера ми ги покажа фотографиите. Јас искрено не бев упатен за последното издание премногу. Толку добро се поклопило на урбан, градски дизајн и стил, па и луѓето кои што сами некако ги носе на самата колекција. Фантастичен, осмислен настап дефинитивно на Fingerprint. Знаеш што е важно во целава ова наша во приказката наша? Тоа што агенцијата во која што се изработуваат, во која што се осмислуваат, во која што се прават овие мајци, знае точно што треба да прави. И го знае пазарот, знае како да настапи, како на пазарот да му се понуди и што да му понуди на пазарот. Така што нашето изнесување на овие дизајни, дизајнирани мајци, токму на модниот викенд во Скопје, беше еден чекор кој воопшто не е случаен, туку напротив тој е добро осмислен. Добро осмислен и така што убаво таму се прикажа. Еве баш гледам и некои фотографии. Добро, прв пат бевте презентирани на модниот викенд. Досега немавте такво некое по-големо јавно излагање на македонската публика или грешам? Не, во право си. Ова беше наше прво излагање, затоа што токму сега многу скоро излегоа и маиците. Така што нам ни се поклопија многу работи. Многу работи. Да, убаво кога ќе се поклопат коцките така спонтано, тогаш е најубаво. Еве ракија. Морам да признам дека мене ми беше фаворит од прва што се вели љубов. Емиле Фански? Да. Како поминавте, Добрила, генерално на модниот викенд во смисла на тоа какви реакции имаше од публиката? Од луѓето кои што тогаш ве видоа, после тоа јас некаде ве видов и во Сити Мол. Да. Така што да, ве има на некои клучни точки во градот каде што има фреквенција на луѓе, па работите на тој момент да ве запознаат. Така. Значи представувањето помина како јас би го споредила тоа представување. Како на пример некој концерт. Значи тоа не беше класично излегување на тој catwalk, сега јас употребувам некои такви термини, сега почнав да ги... Универзален е зборот catwalk, дефинитивно. На таа модната писта. Најпрво поради тоа што нашите мајци се сосема поинакви од другите. Понатаму што направивме еден избор на манекени кои што не се манекенски типови, туку што се секојдневни типови кои што ги гледаме, ги среќаваме на улица, со кои што се дружиме, се гушкаме и така натаму и така натаму. И целата публика тоа всушност го прочита. Го прочита така како што ние сакавме да биде прочитано, а тоа е дека ние сме
ваши, вие сте наши. Ние сме заедно дел и можеме сите заедно да уживаме во овие мајци. На крајот, затоа ви го спомнувам ова концертно дека заврши со супер бурни овации, со бис од прилика да имаме. Нешто што го доживувате и вие со вашиот состав Çalgia Sound System. На па, некој начин. Тоа во друга прилика. За тоа во друга прилика, меѓутоа мораме Чекам едно да ме прашањата. викнете. Да. Да. Вака вели, Macedonian Beauty, тоа е и всушност името, официјалното име или на колекцијата. Така. На поинаков начин раскажувате приказна за македонскиот шарм, сонце, езера и ајвар. Имаш една добра илустрација со сарма, како беше само... Ете, а сега оди. Good Good karma is better than good karma. Фантастично. И да ти кажам, се мислев помеѓу таа. Супер си направила избор. Или Да. Based on Ivar. И тоа е некако Е, сега типично за прашањето вас. ми е зошто токму македонското, нели зошто изворното? Можеби тука и музиката која што ја работите има некој момент во поглед на инспирација или како? Затоа што сите слогани се со македонското што се вели во нив. Домашното. Темата врз која што работевме беше Македонија. На крајот, кога свативме дека сме направиле таков производ во кој секој од производите ја користи, нели, Македонија како своја инспирација, беше природно да го крстиме ова едиција Macedonian Beauty. А зошто Macedonian Beauty? Затоа што размислувавме на тема што е тоа што Македонија ја прави поинаква од остатокот на светот. Значи, кои се нејзините најшармантни одлики. Или доблестите што ги носиме Или како... доблестите што ги носиме. И сега, кој колку нели има среќа, можност да патува по светот, нели сите си купуваме некакви сувенири кои што викаме I love Barcelona, I love Paris, Paris in my heart и така натаму, и така натаму. Се заљубуваме, се мажиме, се жениме. Под Ејфелова кула, меѓутоа тоа не значи дека ние ги немаме тие одлики кои што можеме на еден буквално така шармантен начин да ги представиме и да се покажеме, да застанеме рамо до рамо до Со овие светски метрополи, па да се речеме. разбира. Па, знаеш, со другите народи, со другите народи. Сериозно добар предизвик е сега. Ова се надевам дека ќе се најдат на што повеќе локации низ Скопје, ќе се прошири бидејќи ќе има шанса Ти туристите. споменав јас на некои клучни Да. точки во градот, сум ги сретнала. Бидејќи ова сериозно може да остане многу добар момент од патувањето кое што ќе имаат во Скопје и Па Македонија. знаеш, на пример, како ги додека ние ги коментираме со целиот тим од Fingerprint овие наши мајци, викаме ова се мајци за носење и за подарување. Така што секој може да си одбери мајца со која што ќе го покаже својот индивидуален карактер. стил, така е. Меѓутоа може и да поздрави некој во Австралија, да испрати диаспората. некаков, да испрати некаков поздрав и шарет таму со кој што На уникатен начин, да. Се разбира, да. Да. Тоа е и целта на цела ова македонска прика. Исто така, велите, мисијата на Fingerprint е всушност унапредување на македонската модна сцена преку еден сосема нов концепт на урбана облека која што ги изразува македонските посебности. Прашањето одобрила ми е како и што понатаму. Значи сега нели нови сте, супер се покажа, значи супер старт за почеток. Луѓето колку толку нели ве дозна, ве препознаваат веќе така натака. Моментот со тоа македонското нели што велиме уникатно е тоа што вас се прави уникатни, меѓутоа еве се размислува следна колекција, што понатаму, како ќе се надградите? Како си ја замислувате? Знаеш како? Блиската иднина. Значи толку многу идеи имаме ние, толку многу и од сите тие идеи кои што ги создадовме, избравме за сега 18 или 20 дизајни. Меѓутоа од 180, 18 или 20 се многу мал процент, што значи дека нашата цел е да стигнеме до 100. А имате архива сега и во залиха работи кои што треба допрва да се. Меѓутоа размислуваме и на поинакви теми. Еве да речеме, ако ова ја именувавме како македонска убавина Macedonian Beauty, понатаму можеме да направиме не знам, многу различни теми, меѓутоа имаме идеја и да направиме не само мајци, туку и различен вид производи со кои што престилки, перници, можеби чаши. Зборувај, ни треба ти да зборувај. Сериозно, дали ова ќе се нуди да речеме за странскиот пазар онлайн, бидејќи тоа мислам дека е многу
чекор подостапно и за остатокот од светот. Кога реков дека се ова со замислено, со образование, веднаш тоа морам да се надоврзам дека едноставно е невозможно да не се продаваат онлайн нашите производи, така што веќе имаме веб продавница на која што може да се нарача, која што веднаш стигнува нарачката, се под контрола, брзо, безбедно. Добро и супер спакувано подараче, така што фантастични се. Да. Значи, се е смислено од почеток до крај. Ништо не е оставено на случајност. Ниту почнувајќи од идејата, понатаму преку дизајнерите, преку концептуалистите, понатаму преку начинот на пакување, флаерот како изгледа, имаме и дури ја замисливме и оваа кеса која што со која што се продава, веб страница, што друго, луѓе кои работат. Добрила, фингерпринт е македонскиот печат. Па тоа е целта, да бидеме, да оставиме отпечаток со нешто што е впечатливо. Така што да, тоа е дел од големиот план. Мене ми е драго. Да, околу дизајните, кој ги црташе, кој ги создаваше конкретно овие? Значи, ние сме екипа од креативци, во кој што не учествува само еден, туку 20 души. Еве, јас имав среќа денес да се појавам на телевизија. И тие 20 души прво се раскажува, нели, секој си ја кажува својата идеја, а после преминуваме на реализација. Во екипата има дизајнери кои што ги направија маиците. Маиците морам да истакнам дека се 100% македонски. Значи тоа не е нешто кое, не знам, и памук, што е најважно. Македонски памук во Македонија се изработуваат, македонски ги замислил, македонски дизајнер ги дизајнирал. Како порано што имаше со сонценце, така ние и ве представивме утринава дека е комплетно домашен производ или производ со сонценце. Добрила, да, дури тоа го мислев. Супер, се гледа дека се е осмислено. Ние многу се радуваме што некако самиот старт од вашата супер креативна и уникатна македонска приказна сме тука да дадеме поддршката, да ве гурнеме нели напред во нови походи, во нови сили, да го освојувате македонскиот и странскиот пазар и да се дружиме ете многу почесто за многу убави работи. Па ти благодарам, сите ви благодарам што не поканивте. И ако не има, како што кажа ти, на неколку клучни точки низ градот, како што е Сити Мол, литература, книжарницата, во етно село горе на Нерези, ако медиумите не ни дадат поддршка, тоа е и целта, нели, да се расшири идејата за Македонија. Да. Јас морам пред самиот крај, меѓутоа се ветуваме со Цеца дека некаде пред збогување на утринското шоу со одаа мала удичка која што ќе ја правиме нели од шоуто, ќе имаме нели во составот на Çalgia Sound System што моментално можеби ќе ни откриете се работи и какво можеби забавно музичко лето има за Çalgia Sound System. И јас не го спремив овој одговор, ама ќе зборувам по срце. Па, например, сега имаме неколку настапи низ Македонија, имаме покани за во Виена, Австрија, така, таму е, точно, Скопје. Имаме уште многу летни такви музички авантури. Првата половина од јуни тука сте? Македонија? За да резервираме за друго. Да, добро. Ќе го добиете повикот за многу скоро, да знаете. Бидејќи останавме во вдушевени од вашиот последен настап кој што го следевме со Цета, токму беше како предгрупа бевте на Gypsy King кој што беа во скопското подрачје. Ти благодарам. Фантастичен настап. Добрила, фала ти многу. многу. Само уште можам да кажам дека имаме ние за некој ваш гледач. Ние тоа на социјалните мрежи ќе го направиме многу добро. Благодариме од срце и од име на тој некој кој што ќе го добие овој подарок. Така што тоа значи еве сите гледачи таму да се лоцираат, бидејќи за скоро ќе биде објавена и фотографијата. Ви благодариме многу, поздрав до сите креативци, ви споменавте дека ви има многу. И ве очекуваме следен пат во проширен состав. Јас ги поздравувам, ги гушкам сите и ви благодарам и супер што ме поканивте денес во програмот и ми е роден ден. Ајде уште едно гушкање. Среќен роден ден. Ки на мојата мајка и внука роден ден, така што сега тројца. Да сте ми жива и здрава. Ти благодарам. Останете на Тилма, имаме малку музика, а потоа уште гости. Може и торта ќе јадеме. Да.